Чест ми е да се обратам на оваа конференција посветена на подобрување на капацитетите за управување со кризи на општините во Република Северна Македонија. Повеќе од било која друга непогода, пандемијата ни покажа колку е важно намалувањето на ризиците и градењето отпорност кон катастрофи. Пандемијата ги затвори границите, ги замрзна социоекономските процеси и ја зголеми веројатност од стари, но и од нови сложени и системски ризици. Во изминатава година, многу држави беа принудени да избираат меѓу две зла и ресурсите планирани за превенција од катастрофи или борба со климатските промени да ги пренаменуваат за справување со последиците од пандемијата. Носителите на одлуки во повеќе земји се исправени пред една загрижувачка, но реална дилема. Што ако државата се соочи истовремено со две или повеќе различни, но подеднакво опасни состојби? Например, сред пандемија, Хрватска, Грција и Турција се справуваа со земјотреси, а Италија и Франција со поплави. Пандемијата е стрес тест не само за здравствениот систем, туку и за кризниот менеджмент, за системите за управување со кризи и заштита и спасување. Но не само на национално, како што често мислиме, туку и на локално ниво. Многу од нашите општини имаат проблеми со поплави, пожари, свлечишта, одрони и загадување. Знаеме дека кога и да се случи некоја непогода или катастрофа, први на удар се локалните заедници. Затоа и први кои треба да реагираат се локалните власти и подрачните единици на надлежните институции. Ова се сериозни предизвици и за многу поголеми и побогати држави. Дополнителен проблем за нас е фактот што покрај ограничените човечки, материјално-технички и финансиски ресурси, ние се соочуваме и со хроничен недостаток на институционална координација и соработка. Европската комисија во својот последен извештај за напредокот на Северна Македонија децидно побара подобрување на соработката и координацијата меѓу Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи. Треба да се работи и на стратешките и оперативните документи. Иако пристапивме кон СНД и рамката за намалување на ризици од катастрофи, се уште не се донесени ниту националната, ниту општинските стратегии за намалување на ризици од катастрофи. Ние сме една од ретките држави која се уште нема воспоставена рамка за опоравување во рана и последователна фаза. Со други зборови, истражувањето на Институтот за демократија, Societas Civilis, укажува дека ни недостасува системски пристап во намалувањето на ризиците од катастрофи. А тоа се должи на погрешната перцепција за ризиците како просторно, временски и функционално изолирани феномени, наместо како тесно поврзани меѓу себе. Почитувани учесници, отпорни политички заедници се градат со суштинско разбирање на комплексноста на ризиците и долгорочно вложување во градењето на капацитети за превенција, одговори посткризна рехабилитација. Нам е неопходен системски пристап по националните и локалните стратегии, што ќе овозможи интегрирање на расположивите капацитети и ресурси на сите нивоа и нивно постојано оддржување и надградување со цел да бидат на располагање тогаш кога ќе биде најпотребно. За разлика од менаџирањето на катастрофи, кое по својата природа е реактивно, менаџирањето на ризиците е пред се превентивно. Важно е да постои политичка волја на централно и на локално, но ова не е задача само на државните институции, туку на целото општество, академската и бизнес заедницата и за невладиниот сектор. Заедно мора да изградиме индивидуална и колективна култура на отпорност и се разбира одговорност. При тоа да не бидеме наивни идеалисти и да се потпираме само на добрата волја на надлежните според закон. Константниот инспекцијски надзор е клучна алатка во затворањето на кругот на одговорноста. Можеби сето ова звучи преамбициозно, но јас сум убеден дека е изводливо. Добрата вест е што овој потфат не започнуваме од нула. Во 2004 и 2005 беа воспоставени системите за заштита и спасување и за управување со кризи. Од 2009 со известни прекини се развива Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи, што ја намалува потребата од
нагласува потребата од имплементирање на методологии за проценка, мапирање и мониторинг на ризиците, што би им служеле на носителите на одлуки во изготвувањето на стратегии, политики и закони. Сенда и рамката за намалување на ризици од катастрофи е јасен патоказ во таа смисла. Почитувани, верувам дека овој проект на Институтот за демократија, поддржан од британската амбасада во Скопје, може да помогне во создавањето на отпорни заедници и општини. И затоа ги охрабрувам градоначалниците, членовите на општинските совети, директорите на подрачните единици во сите општини во државата да се приклучат кон овој потфат. Пандемијата е најгласниот аларм, што треба да не поттикне час поскоро да ги завршиме овие задачи. Во таа насока, неодамна инициирав и конференција и поширока дебата за подготовка на посебен закон за воредна состојба, со кој ќе бидат уредени сите правни празнини и дилеми со кои се соочивме, организирајќи го системот во нестандардни околности. Со секое одлагање ќе биде се потешко да изградиме структурна отпорност и одговорност, а цената за тоа ќе ја плаќаат граѓаните. Да не заборавиме дека отпорноста кон катастрофи е предуслов за одржлив развој на секоја општина. И тоа не е трошок, туку влог во иднината. Благодарам.